Роковите за изведба на термофасадите на 5 објекти на детската градинка ќе бидат запазени. Ова го потврди градоначалникот Славчо Чедиев на денешната манифестација во Младинскиот парк по повод отпочнувањето на активностите во рамки на Енерджинет. На 1 септември се очекува децата да влезат во објекти кои ќе бидат енергетски ефикасни. Од локалната самоуправа велат дека остануваат со намера и објектот број 1, кој не е опфатен со проектот, да добие термофасада. Иако еден клон ни останува од проектот, ние со оглед на тоа дека имаме средства останато се уште од проектот, рачунаме да уште не останат околу 20.000 евра и последниот клон Маргаритки така беше и тој го спремиме комплетно да завршиме со тој проект во Велес. Значи, проектот, како што кажав и претходно, се одвива во 5 општини. Со задоволство можам да кажам дека Велес предничи во изведувањето на проектот, бидејќи другите општини побараа одложување на стартот на изведбата на проектот од Европската унија, додека ние испративме соопштение до канцеларијата на Европската унија дека ние сме веќе почнати со проектот во негова реализација. Од детската градинка велат во сите 6 објекти во изминатиот период се работело на тоа сите да бидат енергетски ефикасни. На тој начин, вели директорката на градинката, значително се влијае на подобрување на условите за престој на децата и работата на кадарот. Димче Мирчев е еко градинка веќе неколку години поред. На прашањето за енергетската ефикасност работиме неколку години наназад. Сите светелки во детската градинка се трудиме да ги замениме со штедливи. Старата дрвена дограма е заменета со нови ПВЦ прозори во сите објекти, а сега и благодарение на градоначалникот и локалната самоуправа 5 објекти од 6 објекти ќе добијат фасади, термоизолациони, што ќе значи заштеда на средства за нашата градинка и пренамена на истите во други пополезни работи. Во Младинскиот парк денеска танцуваа децата од средните групи на сите објекти на детската градинка. На неколку штандови пак беа поставени експонати кои го отсликуваа она што досега децата го научиле во однос на заштедата на енергијата. Проектот Енерджинет покрај во Велес се реализира во Прилеп, како и 3 општини од соседна Грција, а е финансиран од страна на Европската унија.